изминативе неколку години се случија неколку посериозни инциденти во внатрешноста на здравствените институции, каде што беа нападнати доктори, медицински сестри и останал медицински персонал, која што навистина е појава која што загрижува. Околу 4,5 сата од Сабајле бевме нападнати во хируршката амбуланта од страна на хулигани. И луѓето влегува, човекот, едниот од нив, влезе и без никаква консултација, влезе внатре во оделението. Јас се борев со него и мораше и да се заштитам. Ова се изјави на лекари кои посечуваат на загрижувачка појава, што особено излезе на виделина по убиството на 67 годишен лекар од Скопје, што ја разбранува јавност. Дека ова не е особен случај зборува и податокот што го добивме од општата болница во Струга, каде на нивното работно место биле нападнати лекар, хирург и медицински сестри. Медицинскиот персонал вели дека не се чувствува безбеден, особено во ноќните часови. Се плашиме зашто и во иднина може да има вакви проблеми, па стварно треба да се преземе нешто. Тотално се наоѓаме под некој притисок, значи се повлекуваме многу пати. Ќе ви кажувам, значи мораш да разумно да пристапиш кон него, затоа што луѓето стварно се премногу нервозни, да кажам агресивни. Добро е да имаме луѓе што ќе се грижат за редот, да не речем. Анкета спроведена од Лекарската комора пред 2 години покажа дека 78% од лекарите пријавиле дека биле изложени на некаков вид насилство на работното место. Од нив 80% биле метена вербално насилство, додека 6,8% доживеале физичко насилство. Речиси, 70% од нападите воопшто не биле пријавени. Макрачевски смета дека ваквата појава се должи на општествено-политичката стигматизација кон здравствените работници, која наводно било спроведувана изминатите неколку години. Често е да признаеме дека се водеше една антикампања против докторите и здравствениот персонал. Бевме сведоци на случаи каде што здравствените работници се поставува на ѕидот на страмот во јавноста. Па проверки на присутноста или отсутноста на докторите, на нивната будност во тек на дежурства навечер. И секако дека тоа влијае на јавноста и на оние кои што ги гледаат тие антикампањи. Од Лекарската комора вела дека насилството врз здравствените работници добива на интензитет и оти за негово сузбивање се потребни системски решенија, што ќе бидат имплементирани на национално ниво и на ниво на здравствени установи. Јас мора да кажам дека ги разбирам и пациентите, дека дел од нив се незадоволни од квалитетот на услуги што ги добиваат, меѓутоа ако направиме споредба на македонското здравство и со сите оние слабости кои ги има македонското здравство, недостатоци би рекол, сепак за ова ниво на општествен и економски развој кој го има државата, ова здравство се уште пружа задоволителни услуги. На иницијатива на Лекарската комора во 2023 година беа направени измени на кривичниот законник, со што насилството врз здравствените работници се смета за насилство спрема службени лица и представува кривично дело за кое е предвидена казна затвор. Не е јасно колку тоа се применува и колку такви случаи се пријавени од како измените се во сила. Многу од случаите лекарите не ги пријавуваат во Лекарската комора, затоа велат немаат точни податоци на бројот на напади после измените, бидејќи други институции биле надлежни за постапување и расветлување на овие случаи. Оваа година до комората биле стасани 3 пријави за насилство, иако бројот е поголем. Со МВР и основното јавно обвинителство биле реализирани средби на кои алармирале за овој проблем и се разгледувани можности за креирање и на други системски решенија за негово надминување. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.